Производствената сезона заврши, а земјоделците се помалку доверба имаат во квалитетот на земјоделските репроматеријали. Велат дека ниту вештачките ѓубрива, ниту препаратите за заштита не ги давале очекуваните ефекти како што било своевремено. Само пари даваме, аптекарите добро заработат, јака тако. Да. Са тори ѓуброто нема квалитет нема. Растението саѓа. Според мене не се квалитет ни препарата, ни вештачки ѓубрина. Препаратите ти го взимаш да прскаш, не троа ништо. А скапо. Поголема контрола при увозот и почести испитување на квалитетот на ѓубривата бараат и од здруженијата во Струмичко, кои се сомнева дали истите ги имаат активните супстанции според наведените декларации. Во иднина неминовно е да се води грижа при самиот увоз да сите тие репроматеријали дали соодветствува процентот на самите активни материи на самите препарати и ѓубрива, бидејќи мораме да кажеме дека ако се придржува самиот земјоделски производител до оние количини или на употреба како на ѓубрива, така на хемиски репроматеријали, мислам дека ефектот нема да биде успешен. Аптекарите тврдат дека квалитетот на ѓубривата постојано се контролира. Немањето ефекти за поголеми приноси го следуваат во примената на земјоделските површини. Според нив мора да се врши испитувања кои елементи се потребни на почвата. Проблемот не е во квалитет на ѓубривата, него проблемот е во примената. Еве ќе кажам зошто. Први основно, квалитетот на ѓубривата се испитуваат во текот на годината од страна на Државниот инспекторат за земјоделство. Мој совет е пред се први основно да се изврши агрохемиска анализа на почвата. Исто така во лиценцирани, реномирани лаборатории, кај што ќе се добијат точни резултати. Од Државниот земјоделски инспекторат информира дека контролата на квалитетот на ѓубривата ја прават на 11 гранични премини, 8 складови и сите аптеки во земјава. Лани годинава направени биле 3700 контроли согласно законските овластувања, но не се констатирани отстапувања за квалитетот на вештачките ѓубрива.